Индустриите, автомобилите, домакинствата се најчестите загадувачи на воздухот, така сметаат граѓаните во Струмица. Зимата се уште не е дојдена, а деновиве загадувањето е очигледно. Струмичани се жалат дека загадувањето се чувствува во попладневните часови. Велат дека ситуацијата е загрижувачка. Или дека е загаден воздухот во Струмица? Мислам, загаден е, да. Кој мислите дека се најголеми загадувачи? Кој е најголем загадувач? Нема фабрики што работат да не се загадува. Може само тоа време да биде. Да прскат може малку одгоре. Да. Кој според вас мислите дека се најголемите загадувачи? Кој мислите дека го загадува воздухот најмногу? Па и домакинствата, и индустријата. Имаме огражден фабрика, имаме еленица, не знам на што нели работат и тоа. Па според мерките што ги има на мерните станици, да, на вечер посебно. Так, според вас кои се најголемите загадувачи? Па исто, индустријата, коли многу има. Сега за сега не се приметува толку, мислам Скопје нешто повеќе, Куманово тука. Значи у Струмица още, мислам, тек времето още не го дозволува това, още да кажем летна доба го рачунува. Понатаму ќе видиме, ако стегна времето, сите ќе почнат да горат, мислам, огин и на тај начин пак ќе се стварат. Повеќето се од гасовото, од колите, мислам, колите го стварат повеќе загаденост. Во текот на вчерашниот ден, највисоките бројки на PM10 честичките на неколкуте мерни станици покажуваат дека истите се искачени многу над дозволеното за овој период од годината. И денес на апликацијата Мој воздух во 12 часот беа измерени околу 200 микрограми на штетните PM10 честички. И пулмолозите алармираат на загадувањето на воздухот кој е опасност за дишните патишта. Велат дека загадениот воздух не ги засега само белите дробови, инциденцата покажува и заболување од карцином, како и други болести кај речиси целата популација.